Убаво летно претпладне е идеално за да научиме нешто ново, ама и да внесеме многу позитивна енергија во секој ваш дом. Исто така и да ве научиме како да го направите едно убаво место за престој во него и како да ги поправите можеби оние грешки кои несвесно сте ги правеле додека сте го уредувале вашиот простор. Започнува новиот квадрат, а што ќе гледате во него ви откривам само накратко во продолжение. Во новиот квадрат зборуваме за психологијата на боите и како да ги имплементирате во вашиот дом за максимална удобност. И ви помагаме да го внесете летото преку мириси во вашиот дом. Останете тука. По рекламите почнува новиот квадрат. И покрај оваа висока температура, верувам дека многумина ќе се сложат со мене дека се наоѓаме во едно од најубавите годишни времиња кое што дава многу убава енергија насекаде во природата, па и во нашиот дом. Меѓутоа, ако сакаме целосно да го внесеме со сите негови препознатливи и карактеристични мириси, ќе се обидеме да ви помогнеме ние со прилогот кој следува во продолжение. Психолозите одамна утврдиле дека постојат мириси кои веднаш не ставаат во одредено расположение. Мирисот на чаршав, лаванда, свежо испрани крпи, цитрусни и бели цветови може да направи за домот она што лесна ленена кошула го прави за летната облека, правејќи сите изгледа воздушесто, уредно и пријатно. Летното освежување на просторот не мора да вклучува големо реновирање, нови парчиња мебел или промена на боите на зидовите. Доволно е да се промени начинот на кој мириса просторот. Во текот на потоплите денови на домот му е потребна поинаква атмосфера. Ние природно ги заменуваме тешките, сладки и дрвенасти мириси што ги сакаме во зима со посвежи ноти. Оние што не потсетуваат на море, на отворени прозорци, свежо испрани алишта, градините во цуд и утрата кога воздухот е се уште пријатен. Ако сакате вашиот дом секогаш да мириса на лето, еве 3 од најлесните начини да внесете свежина во вашиот простор. Па како да го направите вашиот дом секогаш да мириса на лето? Најважно правило е да не претерувате. Доволен е еден доминантен мирис по зона. Изберете чиста постелнина или лаванда во спалната соба, бели цветови за дневната соба и цитрусни ноти за кујната и влезот. Со редовно проветрување, полесни текстили и неколку внимателно одбрани мирисливи детали, вашиот дом може да мириса на лето дури и кога сте далеко од морето. Започнете со текстил. Најбрзиот начин да го освежите вашиот простор за секогаш да мирисе свежо е да се фокусирате на текстилот. Завесите, постелнината, прекривките, крпите, навлаките за перници и килимите ги задржуваат мирисите многу подолго од колку што мислиме. Па затоа имаат најголемо влијание врз првиот впечаток што го оставаме кога влегуваме дома. Во лето изберете мириси што потсетуваат на чистота: памук, лен, бел мошус, талвоправ, свежо испрани алишта или лесни цветни ноти. Спреови за ткаенини може да се користат на завеси, постелнина, крпи и перници, но важно е мирисот да не е премногу силен. Целта не е просторот да мириса на продавница за парфеми, туку да се има тој дискретен ефект на чиста, проветрена соба. Особено добар трик е да ги освежите завесите, бидејќи тие ќе го шират својот мирис низ целиот простор. Секој пат кога ќе го отворите прозорецот, истото важи и за постелнината. Неколку лесни прскања мирис на памук или лен може да ја направат спалната соба да се чувствува многу попријатно, особено навечер по топол ден. Изберете мириси што ве потсетуваат на природата. Летниот дом не мора да мириса исто како морето. Мирисите што потсетуваат на градина, поле со лаванда, свежо набрани билки или цвеќиња во сенка функционираат исто толку добро. Лавандата е класика бидејќи се чувствува чиста, нежна и релаксирачка, што ја прави добар избор за спална соба, за бања или агол за релаксација. Белите цветови како што е јасмин, цветот портокал, крин или орхидеја му даваат на просторот поелегантен и женствен мирис. Овие ноти се идеални за дневна соба или ходник, бидејќи даваат впечаток на свежина, но и малку луксус. Ако сакате мириси што не се премногу сладки, изберете комбинација од бели цветови со зелени, водни или цитрусни ноти. Дифузерите се добар избор за освежување на просторот или поточно на просториите каде што сакате постојан, но ненаметлив мирис. Поставете ги во ходник, во дневна соба или бања,
но избегнувајте да користите сосема различен мирис во секоја соба. Домот мириса најдобро кога мирисите се надополнуваат, а не се надпреваруваат. Додадете цитрусна свежина, таму каде што ви е потребна енергија. Ако има еден мирис што веднаш потсетува на лето, тоа е цитрус, бергамот, лимон, лимета, мандарина, грейпфрут или портокал. Сите внесуваат чувство на чистота, леснотија и енергија во просторот. Затоа се идеални за кујна, трпезарија, работен простор или влез. Цитрусните ноти се особено добри наутро, кога сакате просторот да се чувствува свеж и буден. Можете да ги користите преку дифузер, спреј за просторија, миризлива свеќа или дури и природно чинија лимон, свежи билки и неколку гранчиња розмарин или нане. Ваквите детали не само што мирисаат убаво, туку и визуелно внесуваат летна атмосфера во вашиот дом. А освен со карактеристичните мириси, летото во својот дом можете да го внесете и тоа како и преку боите кои што се навистина убави во природата во текот на ова годишно време. Психологија на боите е нешто што сите многу не интересира, затоа што на овој начин освен естетиката ја одредуваме и атмосферата во домот. Па малку повеќе на оваа тема зборуваме во следните минути. Внатрешните бои не се само естетска одлука. Тие влијаат на атмосферата на просторот. Колку ни е пријатна една соба, колку лесно можеме да се опуштиме, концентрираме или дружиме во неа. Иако не постои универзално правило кое вели дека една нијанса ќе има ист ефект врз сите луѓе, психологијата на боите започнува од едноставна идеја. Околината во која се наоѓаме може да го поддржи нашето расположение или дополнително да не оптовари. Затоа, се повеќе се зборува за домот како простор на благосостојба, а не само на интериер кој изгледа убаво за фотографија. Најчестата грешка при изборот на бои е да се започне од трендот, а не од чувството. Пред да ја изберете нијансата на зидот, софата или тепихот, запрашајте се што сакате од таа соба. Дали дневната соба треба да биде мирна, опуштачка или пожива и дружелюбива? Дали спалната треба да го смири умот? Дали работната соба треба да ве фокусира, а не да ве успие? Психологијата на боите не функционира како строга формула, туку како насока. Меките, пригушени и природни нијанси обично полесно создаваат чувство на мир, додека многу светлите бои и силните контрасти можат да имаат стимулирачки ефект. Ова не значи дека треба да се избегнуваат, туку дека е важно да знаеме каде и колку да ги користиме. Па еве што вели психологијата. Сината е за смирување, но не премногу студена. Сината често се поврзува со мир, свежина и чувство на пространност, поради што добро функционира во спални соби, бањи и простор за релаксација. Сепак, не сите сини бои се подеднакво пријатни. Премногу студените или интензивни нијанси може да изгледаат стерилни, особено ако просторот нема доволно природна светлина. За посмирен ефект изберете пригушени сини тонови. Бојата на измиен Тексас, сиво сина, прашкасто сина или нијанси кои личат на небо во самрак. Тие прекрасно се комбинираат со бела, кремаста, светло дрво и лен, така што просторот се чувствува свеж, но не и студен. Зелината е една од најкористените бои за домот, бидејќи природно не поврзува со растенијата, гранките и пейзажите. Психолошки често се смета за боја на рамнотежата, одмор и обнова, па затоа може да биде одличен избор за дневна соба, спална или за работен простор. Маслинаста, жалфија, фстак, сиво-зелена, потемни шумски нијанси се најсмирувачки. Ако не сте подготвени за зелен зид, започнете со детали: перници, керамика, постелнина, завеси или растенија. Понекогаш неколку добро поставени зелени акценти се доволни за да направат просторијата да изгледа помека и пожива. Беж, песок, карамела, теракота, окер и топли кафени нијанси создаваат чувство на стабилност и топлина. Ова се бои за интериер кои го прават просторот попријатен, особено кога се комбинираат со природни материјали, како дрво, камен, керамика, волна, памук или лен. Земјените тонови се одлични за дневни соби и трпезарии, бидејќи создаваат атмосфера на удобност без визуелен шум. Ако сакате мирен дом, но не ви се допаѓа ладниот минимализам, оваа палета е најлесниот начин.
Важно е само тоновите да се совпаѓаат. Премногу различни нијанси на кафена и беж може да изгледаат неуредно ако не се поврзани со заеднички материјали или текстури. Нежните розови, пудрести, праскави и голи нијанси може да му дадат на просторот топол, мек допир. Тие се особено добри во спална соба, места за читање или бањи, бидејќи не изгледаат премногу моќно, но ја омекнуваат атмосферата. Клучот е да бидат пригушени, наместо интензивни, шеќерни тонови. Изберете бои кои изгледаат како веќе малку да избледеле на сонце. Ваквите нијанси добро се вклопуваат со бели, дрвени, сиви, маслинести и масингани акценти. Црните, белите, светло-црвените, неонски нијанси и многу силни графички контрасти може да изгледаат импресивно, но тие не се секогаш најдобриот избор за простории каде што сакате да се опуштите. Тие привлекуваат внимание, го забрзуваат визуелниот ритам и може да го направат просторот да изгледа подинамичен, отколку што треба. Ако сакате контраст, користете го на контролиран начин, преку рамка за слика, ламба, детаљ на тепихот или едно парче мебел. За помирен дом, подобро е главната палета да биде помека, а акцентите внимателно дозирани. Едно од најважните правила при избор на боја во интериерот е секогаш да ја наблюдувате во просторот каде што ќе се користи. Истата нијанса може да изгледа сосема поинаку во просторија свртена кон север, во простор со топло вештачко осветлување или во стан со многу дневна светлина. Затоа, пред да донесете големи одлуки, тестирајте примерок на зид и наблюдувајте го наутро, попладне и навечер. Боја што изгледа совршено во продавница може да стане премногу студена, премногу темна или премногу жолта дома. Психологијата на бојата во дизајнот на интериер може да ни помогне подобро да разбереме зошто некои простори ни се пријатни, а други не заморуваат. Сепак, најважно е личното искуство. Бојата што е смирувачка за една личност може да изгледа здодевна за друга. Нијанса што е премногу интензивна за една личност може да биде полна со енергија и радост за друга. Затоа боите во домот не треба да се избираат само според трендовите, туку според тоа како ве прават да се чувствувате. Мирниот дом не е нужно целосно неутрален дом. Тоа е простор во кој боите, светлината и материјалите, спомнати заедно, создаваат чувство на сигурност, леснотија и припадност. И остануваме на тема бои, меѓутоа овој пат низ призмата на науката на Фенг Шуи. Што вели Фенг Шуи за боите и како да ги имплементирате во вашиот простор во продолжение. Сакате да ја уредите вашата кујна според советите и насоките од Фенг Шуи. Обрнете внимание и на боите. Во следниот прилог ќе ви го посочиме тоа. Светло-сива боја во комбинација со дрвени тонови и бела боја. Сивата боја е вистински избор за вашата кујна, доколку се наоѓа на запад, северозапад или север од енергетската мапа на вашиот дом. Топлата нијанса на сива има одлична Фенг Шуи енергија, нежна, смирувачка и воздушна. Иако не е најпопуларна боја за кујната, сивата се враќа на голема врата. А вистинската нијанса на оваа боја непроценливо добро влијае на човековата психа, смирува и лекува. Покрај тоа, сивата боја одлично се вклопува со дрвените тонови. Така, за кујната можете да комбинирате нежна, смирувачка нијанса на светло-сива боја со дрвени тонови, кои може да се вклучуваат во кујнскиот пулт, работната површина, шанкот или столиците. А со малку бело, сето тоа може да создаде уникатно расположение за вашата кујна, давајќи топлина, хармонија и мир. Добри комбинации се темните драматични тонови како тегет. Ако вашата кујна се наоѓа на северниот дел, може да биде во темни, луксузни нијанси, како што е длабоко сина, која можете да ја раскинете со помош на бела боја, бели полици и бели столчиња, како и со нијанси на дрво. Небесно-сините и земјените тонови нека се најдат на вашата листа. Може би нема да ви текне да ја имате кујната во сина боја, но ако вашата кујна се наоѓа во северниот дел, ова е одличен избор. Светлата небесно-сина нијанса во комбинација со земјени тонови носи природна енергија, потсетувајќи на небото и земјата, а зрачи со свежина, пространност и мир. А зошто да не е кујна во зелена и жолта боја? И додека сивата, небесно-сината или темно-сината не се традиционални кујнски бои, зелената и жолтата се сметаат за најповолни бои за кујната во Фенг Шуи. Овие бои одговараат на исток, југоисток и североисток.
Ова е одлична комбинација на бои која зрачи со смирувачка како и блескава моќна енергија. Има хармонија и правилен баланс помеѓу топлина, мир и живост. Користете и освежителна боја на нане, доколку кујната е во источниот или југоисточниот дел од просторијата. Ова е совршен избор, која зрачи со свежина. Безвременска кујна во бело. Белата боја е идеална за секоја област, каде и да се наоѓа кујната на енергетската карта на станот. Има нешто волшебно во белото. Неговата едноставност, прецизност и свежина. Секогаш кога готвите во убаво дизајнирана кујна во бело, тоа е уникатно искуство секој пат. Кафените тонови даваат совршена рустикална атмосфера, внесувајќи топлина, па поиграјте со боите и создадете атмосфера. Стан од 40 квадратни метри, насликан во најубавите бои и декориран со цветни мотиви и вистински женски детали. Делува како стан од соништата. Бразилски архитект ги претвори соништата на една жена во реалност. Погледнете, станот располага со само 40 квадратни метри, а во нив една спална соба се претвори во вистинска женска оаза со одличен распоред. Со оглед на тоа што на секоја модерна дама и треба место за одмор, работа, но и симпатична дневна соба, бразилскиот архитект го пронајде совршеното решение. Белиот параван го дели просторот и на тој начин обезбедува приватност и спална соба. Со вешто избирање на бои, детали, слики, нема дама која ќе му одолее на овој стан. Двособниот стан од 42 метри квадратни во Виена е совршен пример за тоа како може да се создаде илузија на поголем простор и впечатокот за луксус во еден мал интериер. Погледнете оваа мала бомбона во стил и бидете инспирирани да ги декорирате вашите 4 зида. Порано становите од 42 квадратни метри беа резервирани за една спална соба, а целиот простор се состоеше од само една просторија и кујна. Но денес оваа област е доволна за да овозможи посебна просторија за спиење, покрај социјалните и дневните области. Виенскиот стан во кој ве носиме е само пример за една стара зграда, која се претвори во практичен модерен интериер. Внатрешноста во издолжениот поделен план се состоела од кујна, голем ходник и бања. Преструктурирањето на големата просторија резултираше во 2 престории – спална соба и дневна соба, сега поврзани со врата. Бидејќи просторијата беше издолжена, тоа беше единствениот начин да се направат промени во планот на подот. Новата верзија има и неколку отстапки. Во спалната соба, која е поголема од дневната, може да се пристапи само преку дневната соба. Но во секој случај, со новиот распоред се добива на простор, а станот е прилагоден на потребите на неговиот млад сопственик, кој сакаше да има посебен простор за спиење. Таа исто така сакаше стилно уредување инспириран од скандинавските дизајни. Изборот на бои и мебел, како и материјали, го следи саканиот стил, инаку еден од најпопуларните последниве години. Неутралните сиви и бели нијанси оставија впечаток на пространост и беа основни акценти во зелената, црна и розева боја. Изборот на розова и зелена боја создаде допир на луксус во целиот стан. Истиот ефект го постигна и изборот на мермер и месинг како материјал за деталите. Во луксузот придонесоа и богатите сиви кадифени завеси, врзани со впечатлив дизајн. Станот од 38 квадратни метри, завршен во 2017 година, зрачи со елеганција, префинетост и модерен женски допир. Централната просторија е дневна област, која се состои од кујна, дневна и област за јадење. Од оваа соба се влегува во мала спална соба, а остатокот од станот се состои од ходник и бања. Овој распоред ги задоволува сите потреби на сопственикот, кој не поминува многу време на шпоретот, па затоа и кујната е опремена со само основни елементи и зафаќа површина од 3 метри квадратни. Акцентот во дневната област е на дневната соба, во која доминира сив тросет кој совршено го надополнува просторот за јадење, односно дрвена тркалезна маса со црни столчиња. Низ внатрешноста овие 3 нијанси се испреплетени – нафтени сини, сиви и црни, со додавање на темна нијанса на дрво, што му дава елеганција, смиреност и доза на топлина. Во станот има малку детали, но тие се внимателно избрани
И позиционирани многу придонесуваат за атмосферата што треба да се создаде. Тешко е да не се забележат црниот метал и белите стаклени закачалки, како и цветната позадина и модерното тркалезно огледало во спалната соба. Во продолжение следува уште мала доза инспирација и наш избор. И со оваа тема и оваа содржина го заокружуваме и ова наше денешно дружење. Се надевам дека уживавте во секоја минута помината со нас, ќе бидеме такви и следната, секако со нови содржини и многу нови совети кои ќе ви помогнат во уредувањето на вашиот внатрешен и надворешен простор. Ви благодарам што бевте и денес со нас, се гледаме повторно наредната недела. До тогаш пријатно.